Повеќе земји во Европа повторно воведуваат рестриктивни мерки во обид да го запрат ширењето на коронавирусот. Во неколку градови во Франција се забранети јавните собирања, откако во земјата беа регистрирани рекордни над 13.000 новозаболени за 24 часа. Делумни затворања има и во Мадрид, главниот град на Шпанија, земја со најмногу случаи на COVID-19 во Европа. Според Светската здравствена организација, бројката на инфицирани од COVID-19 во Европа сега е многу поголема во однос на почетокот на пандемијата во март годинава. We do have a very serious situation unfolding before us. Weekly cases have now exceeded those reported when the pandemic first peaked in Europe in March. Last week, the region's weekly tally exceeded 300,000 patients. Во Соединетите Американски држави бројот на смртни случаи надмина 200.000. Во меѓувреме првиот човек на Американскиот центар за зарази и превенција, Роберт Ридфилд, изјави во Сенатот дека носењето маски е најефикасен начин за заштита од коронавирусот, а оти можеби така ќе биде и дури кога ќе има евентуална вакцина. Некои американци се противат на носењето маски, а за тоа можеби придонесоа и неконзистентните препораки во земјата во врска со маските. Првиот портабл апарат за тестирање од COVID-19 е одобрен за употреба во Соединетите Американски држави. Резултатите се добиваат за 30 минути, што значително би го забрзало и третманот на пациентите, како и превенцијата. И други компании чекаат на одобренија за апарати за брзи резултати од тестирањата. Ваквите тестирања имаат точност меѓу 80 и 90%, додека пак лабораториските тестови имаат 95% на точност. Светската програма за храна на Обединетите нации соопшти дека економските ефекти од COVID-19 ќе доведат до тоа да има повеќе смртни случаи поради недостиг на храна отколку од вирусот. Шефот на програмата, Дейвид Бисли, изјави дека Нигерија, Јемен и Јужен Судан се меѓу најзагрозените. Продолжувањето на хуманитарните програми за помош е клучно, оцени тој. Светската програма за храна бара дополнителни 4,9 милиарди долари за поддршка на помошта, со која би се спасиле 30 милиони луѓе на кои им се заканува смрт од глад. Руски представници соопштија дека го зголемуваат производството на вакцина против COVID-19 на 1,5 милиони дози месечно до крајот на годинава. Руската вакцина беше одобрена во август без да биде завршена третата фаза од тестирањата. Клиничките тестирања се уште се во тек. Во третата и последна фаза од тестирањата се уште 9 потенцијални вакцини во различни земји од светот.